Zborova Radio Skopje. Мојот прв контакт со радиото беше негде 1953 или 4 година во февруари месец. Случајно отидовме во Радио Скопје, таму имаше некоја изложба и секој од посетителите можеше на магнетофон, тогаш прв пат видел што е тоа магнетофон, знаев што се плочи, знаев што е радиоапарат, али магнетофон видов прв пат. Исто така микрофон. Сите што доаѓаа на таа изложба ако сакаа, можеа да земат некој текст, да чита, да прочита, да си ми се сними гласот и да си го слушнат. Се разбира, сите читаа, кога ќе го слушнаа гласот, паѓавме у несвес од смеа. Не верувавме како е тоа. И мене ми дадоа две ливчиња со текст. Многу бао чисто откуцан. Јас земав ги прочитав, беше многу голем тогаш. Тој бил техничар во Радио Скопје, Миле Додевски, станавме подоцна пријатели. Си го прочитав текстот од почеток до крај, многу убаво, полека, фино. Тој се фати за глава, кој сега се сеќавам. Чекај, момче, седи, нема да. И јас не знам зашто отиде викна некого таму од новинарите, тоа беа некој од програмско оделение. Ајде уште еднаш прочитај, од утре ти ќе дојдеш да бидеш кај нас. Ја реков, од утре не ме гледате, затоа што овој месец имам испити на факултет. И почнав на 1 март. Прв пат зборував преку микрофонот на Радио Скопје на 31 март истиот месец, негде после 22 часот вечерта, бидејќи учител беше Никола Солдатов. Јас бев прв кој што кога дипломирав, нормално отидов, прво му кажав на Солдатов, тој беше радосен, среќен и ми вика, сега ќе разговараме сериозно. Што ќе правиме? Па нормално, како и сите и јас, сум дипломиран правник. Кај да одиш, нигде нема да видиш така среќен, радосен и задоволен, како што си овде. Меѓутоа, јас не бев уште одлучен. Утре дента ме викна и ми кажава дека ќе ме примат во редова работа, но сакам да останам тука. Желбата ми беше навистина, како правник, не знам што ќе бев. Дипломиран правник, веднаш можеше да најдам работа, тогаш немаше. Меѓутоа јас останав на мојата љубов. Затоа што ќе речам нешто што јас работев, али тоа не беше работа. Тоа беше игра, тоа беше среќа, тоа беше задоволство. Па да прочитам 5 минути едни вести, да не сгрешам, сите да одам по улица и сите да ме подсетуваат, да ме среќаваат и да ми речат тоа и тоа што го прочита, тоа и тоа што го направи. Значи, моето читање било успешно, добро, квалитетно, што освен тоа што јас го знам тоа што го читам, сум ги натарал и другите да ме слушаат. Тоа задоволство ги бирав професиите, кај која професија би ја нашол. Не можев да одлучам. И тоа ме натара да останам толку 20 и кусор години. Беше организацијски направено Радио Скопје извонредно. Тој систем почна да се употребува и во телевизијата. Многу наскоро почна покрај дневната редакција, за која ви реков, имавме кадри, имавме новинари извонредни, имавме спикери, имавме техничари извонредни.
Другите придружни што требаше работи ги имавме од Технофилм, значи ние бе без утре и да почнеме готово, само ни фалеше хангарот. Али ние си го направивме хангарот. Така да телевизија Скопје беше многу интересна за сите. За домакинките, за вработените, затоа што ги даваше првите и првичните информации за се што се случуваше кај нас или надвор. А кога ќе отидеме некаде, немаше осветлителот сам он да си ги носи каблите и фаровите. Оној да носи сам магнетофонот, оној да носи тоа. Сите се што имаше се вадеве од комбите или товара у комбите. Тоа беше една комплетна другарска, пријателска и атмосфера и работа. Телевизија Скопје се состоеше и ја сочинуваа членови од Радио Скопје и од Технофилм. Радио Скопје ги имаше новинарите, спикерите, техничарите, а Технофилм ги имаше сите други потребни услови. Имаше фризери, шминкери, потоа имаше шивачи, имаше мајстори колку сакаш, за 5 минути можеа да ти направат сред соба уште една соба. Така да сите услови ги имаме и ние да имаме студио. И веројатно не че одлука беше на 14 декември, тоа беше понеделник, негде околу 17 часот, не околу, него точно, 17 часот и 15 минути, на минус 10 степени, во хангарот на Радио Скопје, на телевизија Скопје во Нерези, овие луѓе од Технофилм, во оној огромен хангар, направија едно мало просторијче со 2 маси, со 2 стола, одзад имаше зелени завеси, микрофони, 2 камери и го почнавме нашата телевизија. Од тогаш имавме секој вторник, првиот дневник што беше во 17 часот и 15 минути беше наш. Секој вторник, само вторник. После тоа од есента почнавме и секој телевизијски дневник во 19 часот и 30 минути. Ние имавме кадри. Техничари имавме одлични, новинари одлични, спикери одлични. Сега студиото малку ни беше хангар, али беше направено. Уште од првиот ден, не знам, ние бевме сите веќе толку добри како спикери, зборам за спикерите, да немаше потреба да идеме на некоја аудиција, контрола, прием или така натаму, се знаеше Бранка и јас. Техничарите исто така беа извонредни сите сниматели, што да речам. А техничката база што се однесува до камери, до светла, осветлување, тоа беше све од Технофилм. Беа сите мајстори број 1. Не можеше да седнам навечера да не дојде Панта или Гале со неговиот инструмент да мери колку светлосни таму лукса има. И му викам, Панта, дојдите, молам, палтово ми изгоре. Што само 500 лукса е. Можете да замислите од какви услови беа. 90% работата беше навечер. Тоа беше можеби најнезгодниот момент за млад човек. Цел ден е слободен, не може ништо да прави да работи, никакви обрски, мора да чека навечер после 17 часот и последните вести може да се случи да видат и од 23 часот, а некогаш за време на олимпијади, светски првенства и така натаму, дури у 2 сат, у 3 сат по полноќ. И тоа чекаш само за 5 минути. Работата и во радиото и во телевизијата е многу интересна во почетокот. Меѓутоа, како времето мине, се повеќе се ослободуваш, се оквалификуваш и тоа е малку за да би можел еден млад човек да се реализира. Затоа што кога работиш негде 8 часа е друго ти работиш, а овдека 5 минути работиш, 4 седиш. Потоа 15 минути, 20 е дневник, 2 часа седиш. Можеби тоа беше една од причините што како млад
многу рано почнав да се појавувам на разни јавни приредби, концерти, фестивали и така натаму. Во тоа време постоеше една глад, една желба за луѓето да имаат некоја разонода. Сите градчиња имаа некои си културни домови, спортски сали, спортски приредби, меѓутоа требаше да се појават луѓе кои што ќе ги задоволат тие нивни критериуми. Тогаш почнаа сите овие пеачи на народни песни беа многу, како да речам, барани. Во цела Македонија се одржуваа јавни приредби, Радио Скопје организираше, дури не можам да се сетам, али многу јавни приредби под разни имиња. Микрофонот е ваш, надпревар на градови, бираме таленти, како што беше да речеме во домот на армијата еден концерт на кој што нашата лесна и земја Есма Реджепова беше прогласена за најдобар глас. Тоа беше емисија Микрофонот е ваш. Една од тие желби што ми се оствари беше една емисија, ние ја викавме тогаш Семафор. Тоа беше многу потребна емисија, многу практична емисија, а во врска со сообраќајот јас уште од малечок се разбирав и со голема леснотија ја водев. Освен тоа, имав двајца многу добри соработници и двајцата беа службеници на Министерството за внатрешни работи, сообраќајна полиција. Гицо Василевски, тој го напиша првиот учебник за полагање на возачки испити. Исто така мајорот Математевски беше голем практичар. Со него можеше многу добро да се разбереш. Без разлика што немавме голем сообраќај, да речеме, немаше многу автомобили, али не беше потребна сообраќајна култура. Меѓутоа, ако нешто го работиш на некого да му донесеш среќа, радост или љубов, замислите ги водев, кога бев на утро, емисиите Совети за градинарите. Тоа беше емисија од 5:35 до 5:35. Само за 5 минути јас им кажував на градинарите како да садат течушки патли, жените краставици, те прскат ово. Јас со љубов ги читав тие 5 минути, затоа што неколцина ми се јавија и ми кажаа дека са бајле, слушаме што ни кажа, што да правиме денеска и така натаму и така натаму. И тоа ме тераше, не само тие, и сите други емисии, да ги читаш, да ги предизвикаш луѓето да внимаваат, а за да го направиш тоа, мораше да имаш потполна концентрација, на ништо да не мислиш, само тоа да ти биде. И ти мораш да го знаеш текстот. Драги гости, драги слушатели, драги гледачи, добро вечер. Започнува втората вечер од фестивалот на забавни мелодии Скопје 71. Учествував на првиот фестивал на забавни мелодии што го организираше Радио Скопје тогаш со оркестарот на Шпато. И ми се чини до 8-от, 10-тиот фестивал. Потоа, кога почнавме на телевизија, уредник на културна редакција беше Анте Поповски, со кого бевме добри пријатели. И со него почнавме да ги водиме, би рекол, првите емисии од областа на културата на телевизија Скопје. Јас како велешанец бев ангажиран на првите Рацинови средби. Имам и потврда дека пофалница една, првите 10 Рацинови средби ги водев јас. Тоа ме доведе преку него и преку сите други наши културни дејци и писатели, па скоро да немаше некој. Половината работно време, односно слободно време што го имав во Радио Скопје уште, го поминував на последниот спрат во просторијата на културна редакција. И ми беа сите пријатели и добри другари. Почнувајќи и Блаже Конешки тука доаѓаше, затоа што приватно доаѓаше
таму кај што седев ја околу плошта Слобода. Со Томета Момировски бевме многу добри другари и пријатели. Со Србо Ивановски исто така. Со Гого Ивановски. Драги гости, драги слушатели и драги гледачи, добро вечер. Започнува петиот јубилеен фестивал на забавни мелодии Скопје 72. Имав можност да се запознам и со другите, да речеме, многу бев добар и пријател бев со Мича Орловиќ. Со Мича Орловиќ бев пријател, може би и многу предонесе Ангел Миладинов. Ние со Ангела се знаевме и јас бев една година во Опатија на Опатискиот фестивал и Ангел како добар организатор ги правеше за пејачите, одговорен ќе ми бидеш ти, за музичарите ти, за тој и тоа, а главен организатор ми е тој и се што имате со мене да ми кажувате, ќе му кажете него. А за вас водителите бевме јас, Мича Орловиќ и имаше една од Љубљана, Јана Чеден, многу фина девојка една, не знам кој беше од Загреб. А за вас четворицата ќе ми одговара Ачо. Ја викам, зашто? Ти ќе одговориш. А Мичо Орловиќ, Мичо тако си беше он. Да, он ќе одговара. Чекај, викам, зошто, Ангеле, зошто јас да одговарам? Па ти си најстар. А од кај знаеш дека сум најстар јас? Мичо Орловиќ е постар, он стоеше до мене. Он постар е, викам, од мене. Не. Јас синоќа видов у портирница, гледав кој дошол, кој не дошол. И видов у портирница дека ти си постар од него една година. А Мичо Орловиќ пресреќен беше. Кога ќе излезеш пред камера, ако си потполно концентриран, ако мислиш и знаеш што ќе кажеш и што ќе направиш, не може ништо да те изненади. Бидејќи кога излегуваш пред камера, треба да знаеш во секое време дека може да снема струја, може да снема било што и не може ништо да те изненади. Наједноставно речено. Затоа што пред да влезеш во студиото, може би неколку часа или еден час пред било која емисија или настап, или влегување во студиото, ми беше малку незгодно. Бев нервозен, неконцентриран. Али што влезам во студиото, јас сум мртов ладен затоа што на ништо не мислам, готово. Вратата беше таа која што ќе ме испразни, јас влегувам потполно спремен да го правам тоа што ќе го правам. И не можеше, не сум бил никогаш начекан така да не знам што да правам. А имаше моменти, често пати немавме или струја, или било што, или ово или она, затоа што, поготово во телевизијата, условите кога почнувавме да работиме, беа почетнички, беа прости. Тоа не беше студио, туку 4 ѕида, од озгора покрив, 5 метра високо, а воздухот беше од пред 3 години унатре, бидејќи немаше кај да се лади, да се луфтира. Јака струјата беше, температурата голема, во секој момент можеше да дојде до изненадување, али ако си концентриран, ништо не може да ти извади. Телевизија Скопје одигра многу важна и голема улога во севкупното и образование, воспитание и во Македонија тогаш, зашто ние гледавме странски телевизии, меѓутоа гледавме, слушавме, а не разбиравме на било кој друг јазик. А нашата телевизија многу брзо успеавме телевизијата да ја направиме да биде еден предмет кој што ќе биде интересен и ќе ги задоволува потребите на сите луѓе од сабајле па до вечер. Немавме целокупна програма, меѓутоа во телевизија се направија, тоа беше многу еден добар организацијски потек, во телевизијата веднаш почнаа да се прават редакции.
Затоа што во радио, имајќи искуство, освен дневната програма, посвоја сите други редакции, почнувајќи од внатрешно-политичката, земеделската, школската редакција, детската редакција. Сега сите се спремаат за дочек на новите години. Јас за тие 20 и нешто години работејќи во радио и во телевизија Скопје, сум бил само 2 пати на дочек, на пречек на новата година. А замислите какви проблеми треба да има фамилијата да ви издржи кога сите се слободни, а ти си на работа. Сабота и недела ретко, скоро никогаш. Празниците секогаш бев на работа. За 20 и толку години да отиде само 2 пати на пречек на новата година, тоа ме направи да сега нема никакво влијание тоа што треба да се спремам јас за дочекот на нова година, кога новата година не ја чекав тогаш кога требеше, кога знаев, а јас сега не знам што да правам за нова година. Секој моје одење на работа обавезно ме испраќаше супругата до врата и ќе ме погледнеше од озгора до доле. Како си облечен, како си направен, не тоа, не ова, не она. Затоа што и нејзи беше драго. Јас физички не бев тука присутен, меѓутоа тоа цело време и беше запалено, односно отклучено радиото или телевизискиот апарат. И таа ми беше најдобар критичар, најдобар советник. Кога бев на врвот, исто така беше на врвот Никола Солдатов, кога беше најдобар, тој се повлече. И јас не знам, бев многу луд. Зошто го направи тоа? Да памтиш, да се повлечеш кога ќе бидеш најдобар, да те паметат и да те знаат дека си добар. А ако почнат по тебе да викат, тогаш ќе ти го заборават и тоа што си го правил. Моето прво појавување пред микрофонот на Радио Скопје беше на 1 март. А моето последно јавување пред микрофонот и пред камерите на телевизија Скопје беше на 31 март. Се разбира после 20 кусор години. На 31 март, негде околу 23 часот, беше последниот ТВ вестник, ТВ дневник, кој што го уредуваше мојот добар пријател и другар, Војче Луквенец. Јас му кажав дека ми е тоа последниот дневник. Не сакам да чујам, ни рака ти пуштам, ни ништо. Знам дека утре ќе дојдеш. Никој не веруваше дека ќе си отиде. Меѓутоа, одлуката беше тврда, јака. Јас што сакав, го направив. И мислев дека е време, додека сум на тоа ниво, додека знам, додека можам да си отидам. Имаше после мене, му помогнав на Джепаровски, Вешацов и други. Така да тоа беше моето последно јавување пред телевизиските камери. Да ме прашате дали имав некој непријател од насипот во Нерези, кога ќе одите, па до било која барака, било која просторија. Бидејќи сите бевме ние другари, сите бевме пријатели. И без разлика кој каква улога имаше во емисијата. Дали беше организатор, дали беше шофер, дали беше новинар, дактилограф или лектор или спикер, сите бевме заинтересирани емисијата да почне и да заврши одлично и добро. И после сите се радувавме како деца. Тоа не дотера да бидеме толку многу сложни, толку многу единствени, толку многу да се почитуваме сите еден со друг.
И многу е важно што бевме отворени. Ако некој нешто не ти се свиѓа, ќе му кажеш лично у лице. Немаше лутиш. Младите колеги, па не би имал многу што да им советувам, едино би ги советувал да се советуваат, да соработуваат што со некој што им е близок, во некого во кого веруваат и знаат дека нешто знае. Затоа што многу луѓе доаѓаат и се прават, кажуваат се и чини и не чини. Па јас сега кога зборувам за тие години што сум ги поминал таму, 20 и кусор, прекрасно се чувствувам. Затоа што немам ни една дамка на душата. Се беше одлично, се беше многу задоволително и покушавам, иако разликата во години е голема, покушавам дури така да се понашам и сега.